вечер, дами и господа, добро вечер, граѓани на Република Македонија. Во изминативе 20 дена поминавме многу километри. Се сретнавме со многу граѓани од многу населени места. И најнапред сакам да им се заблагодарам на сите тие што не пречекаја, на добриот прием и на поддршката што ни ја дадоа во текот на изборната кампања. Се уверивте дека граѓанскиот концепт кој го промовира граѓанската опција на Македонија е единствениот, можен и успешен концепт кој гради етничка и политичка стабилност и обезбедува економски просперитет во мултикултурно општество. Изборната програма која ние ја презентиравме, понудивме мноштво издржани проекти, понудивме решенија на комуналните проблеми во сите градови. Комуналните проблеми со водата и отпадот во Тетово и Гостивар. Понудивме политики за подобро образование и здравство, за развој на земјоделието. Понудивме отварање на нови индустријски сектори кои ќе донесат промени во економскиот раст и ќе креираат нови работни места. Сакам да ги поздравам некои други политички лидери и да им кажам, да им порачам. И најцврстата градба може да се распадне, ако малиот бран постојано удира во неа. Јас, Горан Анчевски, носител на кандидатската листа на коалицијата Гром во изборната единица 6 и сите членови на Гром, ги повикуваме симпатизерите на Гром и сите граѓани од Република Македонија да го остварат своето граѓанско право, да излезат масовно во недела на 27 април, да гласаат, да дадат поддршка на оние за кои што сметаат дека ќе ги остварат нивните очекувања за подобар стандард и подобар живот. Коалицијата Гром знае и уме и може да донесе големи промени. Затоа, заокружете го бројот 8. Со заокружување на бројот 8, пред се ќе си докажете дека сте храбри, дека гласате за Гром. Ама исто така, гласате и за демократска, европски интегрирана, етнички, политички стабилна, економски просперитетна, извозно ориентирана и држава со светла перспектива. Да живее Република Македонија! Во изборна единица број 5, боите на коалицијата Гром ги брани екипа од 20 прекрасни храбри луѓе. Го поканувам носителот на листата, господинот Љупчо Настовски од македонскиот Ерусалим Охрид, да не поздрави вечерова присутните. Повелете! Почитувани, јас сум Љупчо Настовски, кандидат за пратеник во Собрание на Република Македонија и носител на листа во изборна единица 5 од граѓанската опција за Македонија Гром. Јас сум охриѓанец и целиот мој живот го поминав се неодделен од Охрид, односно, како што кажа господинот Бојан, од македонски Ерусалим. Моите сограѓани,
многу добро ме знаат, веќе во 3 наврати досега ја добивав нивната доверба. И си помагаме и се почитуваме. Но ево сега, граѓанската опција за Македонија ме донесе пред еден пресврт во мојот живот. За прв пат излегувам надвор од мојот град, во поширокиот регион пред сите граѓани, од Петката, од Битола, градот на конзулите, од Струга, градот на поезијата, од Кичево, од Ресен, од Девар и од сите останати општини и заедно со моите соработници секојдневно работам да ја добијам и нивната доверба. Се решив на овој храбар потек затоа што ние од Гром сме познати по храброста, по искреноста и по чистите намери. Чест ми е и со полно срце се осмелувам да ве повикам да ја препознаете и да се вклучите во оваа голема граѓанска идеја. Јас како носител во изборна единица 5 презедов обврска на граѓаните од овој регион да им бидам максимално достапен и отворен за соработка на секое поле кој предизвикува просперитет и успех. Мојата блискост со граѓаните, секојдневната и отворена комуникација со нив ми овозможија да ги почувствувам проблемите на граѓаните од овој регион. Храброста, решителноста и истрајноста се нашето мото. Ние сме храбри и подготвени да го исполниме она што ќе го ветиме. А вашата храброст да одадете вашиот глас за нас, нам ни дава уште поголем потик да се бориме вашите идеи да станат реалност. Ве повикувам на 27 април смело и без дилеми да излезете и да заокружите бројот 8 за коалицијата Гром, па заедно да отвориме нова страна во македонската политика. Битката за коалицијата Гром ќе се води и во изборна единица број 4. Меѓутоа вечерва, за жал, не е присутен со нас господинот Панчо Минов, најшармантниот лидер, најшармантниот носител на листа во изборна единица број 4 од сите останати. Но знам што ќе речеше Панчо ако беше тука вечерва со нас. Ке ми дозволите, ако се качеше на оваа говорница, Панчо вака ќе речеше: Ќе ја биде, ќе се бориме за 2, а ако не му смета на председателот и за 3 ќе се бориме. Е, тоа ќе го речеше Панчо, да го поздравиме господинот Панчо Минов. Ке се заокружува 8 и во Кавадарци, и во цела четворка, и во Прилеп, и во Битола. Доаѓаме до центарот на Македонија, изборна единица број 3, а таму е нашиот носител магистер Штерио Николов. Повели господин Штерио! Почитувани присутни, почитувана коалицијо, почитуван председателе Стефчо Екимовски, добро вечер. Еве овие 20 на дена, како носител во изборна единица број 3, ја прошетав целата наша изборна единица, влегов во многу градови, многу села, во многу домови, се сретнав со многу луѓе, со искрени лица, со луѓе, добри домаќини, луѓе кои од нивниот израз можев да ја видам желбата за победа во недела. Ми порача, поздравите ги срдечно сите присутни во оваа сала. Еве голем поздрав од трета изборна единица.
Јас заедно со нив тие 20 дена се изборивме за да дојдеме и да направиме еден резултат кој што во недела ќе ни израдува и на нашиот израз на срцата, на лицата ќе се види осмех. Затоа во недела, еве, од оваа говорница ги поканувам сите од трета изборна единица да излезат, да го заокружат бројот 8 и во недела, во вечерните часови, покрај во Велес, да славиме и во Скопје. Благодарам. Особена чест и задоволство ми е да го најавам носителот во изборна единица број 2 и генерален секретар на партијата господинот Виктор Цветковски од Куманово. Нова приказна што не сплутува. Добро вечер, Гром! Добро вечер, коалиција Гром! Добро вечер, граѓани на Република Македонија! Огромно е задоволството да се биде член на граѓанската опција за Македонија. Ова е енергијата која чувствувам и која ја пренесував во изборна единица број 2. Ви благодарам на сите членови и симпатизери кои што дадовте огромна поддршка во активностите што оваа изборна кампања истуркавме заеднички. Огромна благодарност до членовите и на Ѓорче Петров, Гази Баба, Чучер, Сандево, Старо Нагоричане, Чаир, Липково и Куманово. Ви благодарам на сите вас што се вложивте во оваа кампања. Јас верувам дека ќе покажеме различност. Доста ни е во Република Македонија од сиромашни граѓани. Сакаме богати граѓани. Не сакаме разединеност, сакаме сплотеност. Тоа е само она што во наредниот период ќе го направиме заеднички, ќе покажеме дека оваа пратеничка група која стои овде пред вас ќе ги смени работите во Република Македонија, ќе покаже дека може различито, дека има една група пратеничка која ќе биде гласноговорник на граѓаните и само на тој начин коалицијата Гром, граѓанската опција на Република Македонија ќе расне, ќе биде голема партија, ќе биде државотворна партија и ќе ја води Република Македонија во Европска унија и во НАТО. Ајде заеднички да им покажеме на сите дека сме партија која доаѓа во Република Македонија и која ќе продолжи победнички број 8 на 27 април, заедно со енергијата која вложивме, со силата која имаме, да покажеме дека коалицијата Гром ќе слави во недела. Благодарам, број 8 заеднички до победа. Се најубаво на сите вас заеднички во недела да прославиме. Што навијачи си собрајаме од Куманово. Еден куп навијачи. И на крајот доаѓаме до изборна единица број 1, до бастионот на Гром и нашиот организационен секретар и носител на листа во Кецот, мојот драг професор и учител, професорот Чедомир Саздовски. Казна што не сплутува. Сите заедно во јасна иднина, како еден сме, заедно
Dobro večer Skopje, dobro večer Makedonijo, počituvani prijatelji Gromovci. Почитувани приятели, доаѓајте вечерва наваму, некаде 20 минути пред да почне нашата конвенција, ми се јави сестра ми Петранка и вели: Чедо, абе комшијата од СДСМ Томе ми вели дека си поднел оставка на местото носител на листа и дека си се скарал со Стефчо. Ја од оваа говорница на мојата почитувана сестра Петранка и порачувам вака: Сестро, ја тебе сум ти брат, а Стефчета го знаеш од 16 години. Не сме се карале, не се караме и нема да се караме. Сите оние што говорат за раскол, нека го видат расколот во сопствените редови во понеделник меѓу Радмила и Заев, не меѓу Стефчо и Чедомир. Таа работа не ја бива. Почитувани мои пријатели, бројката 27 е најсрекната бројка во моето животно битисување. Ќе ви кажам зошто. Роден сум на 27. На 27 ги почна првите тренинзи во карате. На 27 се верив со Миланка. На 27 дипломирав. И ве убедувам и ви велам, во недела на 27 коалицијата Гром од изборна единица 1 ќе има најмалку 27.000 гласови. Да живее Македонија, ви благодарам. Иако не е по сценарио, ќе ми дозволите, јас сум вечерва во улога на водител, меѓутоа ќе ми дозволите на кратко да се обратам како председател на младината на Гром, се надевам дека нема да биде проблем. Сакам само на кратко да ви ја пренесам младешката енергија од цела Македонија. Деновиве контактиравме со преку 25 председатели од цела Македонија и можам да ви кажам дека енергијата што ја носат, желбата за успех, за ништо, за ниедна единствена активност не вратија, едноставно изгинаа на терен, дадоа се од себе, го дадоа своето срце за Гром. И ние сме им благодарни, како раководство и како председател. Јас им се поклонувам вечерва од оваа говорница и сакам сите громогласно вечерва да го поздравиме форумот на млади. Ви благодарам. Во изминатите денови, недели, месеци, еден човек од нашите редови ја одбележа оваа изборна кампања. Ја одбележа како смирен, сталожен, позитивен, реален човек кој секогаш ја зборува вистината од оваа говорница. Ни помалку, ни повеќе, господинот Зоран Поповски! Што не сплотува, сите заедно во јасна иднина, како еден сме,
Добро вечер. Има една библиска земја која не излегува на море, а е некако островска, како да нема соседи околу себе. Сите ја мразат, а упорно си измислува и нови непријатели. Додуше си наоѓа и пријатели, ама сомнителни од некаде набркани. Слугува во алијанси во кој не членува, а некако и не си оди во друштво каде што ја чекаат. Нејзините граѓани живеат едни покрај други, но не и едни со други. На нејзината најплодна земја живеат нејзините најсиромашни жители. Нејзините фармери добиваат државна помош за да произведуваат помалку. Земја во која сите некаде брзаат, а по правило секаде доцнат. Таму вработените седат дома, стечајците се на улица, а невработените најмногу работат. Во неа јавните набавки се тајни, а државните тајни се јавни. За нејзините граѓани здравството е бесплатно, а лечењето е исклучително скапо. Нејзините доктори и професори се прогласени за криминалци. Тоа е земја во која сите млади студираат, а никој не учи. Таму младите кога ќе дипломираат се вработуваат со партиски амин или бегаат у свет. Толку е богата таа земја што секој ученик е сокриен од својот даскал со компјутерски екран. Во таа земја академската автономија се гази како отпушок. Нејзините најбогати жители се оние кои никогаш ништо не работеле. Таму паметните ги прогласуваат за луди, а лудите за способни. Во неа со честност, искреност и трудолюбивост си осуден на неуспех. А зошто? Затоа што нејзините судии не судат, туку пресудуваат. Во неа антикорупционерите спијат, а лустраторите месечарат. Тамошните новинари смеат да напишат се што ќе им порачаат нивните уредници и собственици, а медиуми кои не знаат да објавуваат епови згаснуваат како свеки. Во таа земја луѓето живеат за историја, а не за иднина. Таму сите се предавници, едните на историјата, а другите на иднината. Изгледа дека таму никого не го интересира сегашност. Во таа непозната земја буџетот стално расте, а стандардот на нејзините граѓани постојано паѓа. Во неа се увезува струја, а од неа се извезува историја. Таму едни крадат, а други ја градат. Во неа најпопуларни апарати се пералните за мозоци и пари. Нејзиниот главен град ја има најголемата постојана светска изложба на споменици. Таму во архитектурата се клонира барокот, а кичо стана уметнички правец. Покрај нејзиниот бисер Вардар, бродови киклопи стојат, а во него жални врби пливаат. Тешко си на таа изгубена земја. Ама одма до оваа земја има една друга земја, шарена и убава во секој поглед, со благородни и трудолюбиви луѓе, добронамерни комши и срдечни домакини. Во неа се европскиот Ерусалим и градот амфитеатар, градови и села полни со автентични градби, со стари мала и со многу традиција. Најубавите цркви и џамии, амами и манастири се прави белегзии на нејзината става. Земја колевка на писменост и лулка на историја. Секоја нејзина педа си носи приказна од пред векови. Кирил, Методи, Климент, Наум, Карпош, Гоце, Никола, Јане, Ченто, Лазо, Питу, Киро и многу други се хроничарите на нејзината историја. Тегобна и крвава, ама нејзина и автентична. Земја од која се недрат вкусни овошја и зеленчуци, во која се подготвува највкусна храна, преспанско јаболко, тиквешко грозје, струмичка пиперка, бардовска зелка, прилепски тутун, скопски јабучар, беровски компир, лазарополско сирење, крушевско јагне, техновски граф, кочански ориз и така натаму и така натаму. Тоа е земја која 300 дена во годината ја грее сонцето, а утробата ја е полна со рудни богатства. Нејзините шуми се нејзини бели дробови.
Низ таа земја ечат звуци на архаични инструменти и се создава најубава музика. Во таа музика се споени минатото, сегашноста и днината. Тоше, Владко, Виолета, Наум, Калиопи, Владо, Синтезис и многу други се ткачите на македонските музички везови. Во неа паѓале и се уште паѓаат европски и светски спортски великани пред македонските јунаци како што се Богој, Буштур, Аце, Шабан, Дарко, Кире, нашиот Стефче, Артим, Тоше, Перо и така натаму. Драги мои, тоа е ветената земја. Неизе треба да ја дадеме шанси, а онаа другата треба час поскоро да ја пратиме во историјата. Знам дека сте малку изненадени затоа што веројатно не сте навикнале да ме гледате како читам, ама сакам да ви кажам дека ова една од првите колумни кои што осванаа на порталот на Гром пред минатата година, кога едноставно вака ја видов Македонија во тој момент. Ниедна буква не е смената од овој текст. Можете да ја најдете и на порталот се уште наш. Драги мои, во текот на овие неколку месеци, сликата за Македонија ми ја употполнија уште многу настани и ликови. Малиот Андреј, кој што има 5 години и кој што со својата 3,5 годишна керка им помага на нивните родители да чуваат, да одгледуваат 150 овци, младо, сериозно момче. Понатаму, Чичко Абас во Свиларе, кој што на моето куртоазно прашање колку е стара џамијата ми вели: ај доста да не правиме муабет за џамии и за цркви, ај да збориме малку за фабрики во оваа држава. Жителите на Војшанци, кои што се притиснати од преку 200 извршни решенија за воден надомест, за вода која што никогаш не ја виделе. Саачијата во Турска чаршија, кој што ми вели: остајте ме само на раат да си ја гледам работата и евентуално во образование, направите услови да не ни замрат за наетите. Луѓето од Табановце кои што запомагаат да им ја отстраниме отровната јаловина која што е на 200 метри од нивното село и која што ги труе нивните деца. Понатаму земјоделците од Војшанци, од Тремник, од многу други места кои што едноставно велат: не ни требаат субвенции, дајте ни само подобри услови, ослободете не од овие давачки, обезбедете пласман, нам не ни требаат субвенции во оваа држава. И многу други луѓе кои што ги сретна во овие 20 на дена ја направија сликата за Македонија, која што се поклопува со ова што ви го прочитав. Но во исто време сретнав и многу други луѓе. Ги сретнав Маја, Жане, Борче, Владко и Анто и многу стотици, илјадници, громовници кои што станаа дел од нашето семејство. Луѓе со кои што на 27 ќе треба да протрчаме во оваа трка низ целта. А која ни е целта? Целта ни е Македонија да ја обоиме во живописните бои на соживотот, на просперитетот и на демократијата. Кои ни се противници во оваа битка? Типични плачковци. Едните плачат за власт, бараат 62 пратеника, а другите добиле доверба, ја изневериле довербата и повторно бараат доверба од граѓаните. Затоа сакам да ве поканам на 27 да излеземе гордо како што тоа го правевме до сега и да им кажеме збогум на овие луѓе кои што Македонија ја носат во погрешен правец. Сакам да ви порачам дека ова е само една од битките кои што ќе бидат дел од борбата за демократија во Македонија, која што на чело со нашиот лидер, кај да е наскоро ќе ја постигнеме, ќе ја извојуваме. Многу сум горд на вас. Многу сум горд што во ваше име ја трчав можеби една од најважните трки во мојот живот, драги мои.
Никогаш нема да ги заборавам овие месеци од мојот живот, затоа што ве почувствува вас, благородни, честни граѓани во Македонија, кои што мислат само арно. Затоа со тој дух да издржиме уште овие 2 дена и здравје во недела вечерта, да си се радуваме на заедничкиот успех. Да сте ми живи и здрави и да се гледаме само за убаво. Ви благодарам. Зоки, велиш многу си горд на нас. Не, ние сме горди на тебе. Затоа што го промовираше Гром многу повеќе за овие 15-20 дена откако сите ние за 6 месеци. И покажа дека од кандидат кој што не е познат на јавноста освои преку 30.000 гласови и најмалку 15.000 украдени гласови. Ете затоа сме ние горди на тебе. Да си ни жив и здрав уште многу години. Станете сега сите, развијајте ги знамињата да ги видам горе и да го поздравиме најхрабриот човек во Република Македонија, Стефче Јакимовски. Дали сте храбри? Јас храброста ја црпам од вашата енергија. Светлина што обединува, нова приказна што не сплотува. Сите заедно во јасна иднина, како еден сме за татковината. Гром ги движи срцата, ни ја враќа вербата. Добро вечер, почитувани пријатели, драги членови и симпатизери на Гром, граѓани, добро вечер Македонија, добро вечер Скопје, добро вечер Карпош. Најпрвим би сакал да му одговорам на комшијата на сестра му на Чедо. Шта се баби хтило, тој се снило. Втора работа. Ако беше сега Панчо Минов, ќе држеше говор 10 минути, после 10 минути ќе се потрнеше настрана и ќе кажеше: "Дебе еден аплауз дајте мајко му." Така прави Панчо. Трета работа. Надвор од сценаријето го поканувам еден млад човек, Иван Чепреганов, да се качи овде на говорницата. Тој е млад човек, има трема, бидете сигурни. Еден голем аплауз за него. Иван, дојди малку. Само сакам да ви каже тоа што нам ни кажа денеска како извештај од тоа како ги доживеал средбите на граѓаните во Газибаба. Иван, повели. Почитувани присутни, денеска сабајле на изборниот штаб, на централниот штаб, поточно на Гром, Стефче Јакимовски ме праша како поминовте на средбите поточно во Газибаба. Во овие неколку дена на средбите во Газибаба
имавме одличен прием, при кој што јас слободно можам да заклучам дека ние, ако продолжиме вака, наскоро ќе имаме 62 пратеника. Останите. Не каже се. Рече по она што секаде кај што отидов, секоја врата што ни отворија. Како беа насмејани, како ве поздравуваа вас председателе, со какво задоволство разговараа за Гром. Јас сум сигурен дека 62 пратеника не ни гинат, само не можам да гарантирам за оние 3 од диаспората. Во овие зборови на Иван Чеперганов има многу вистина. А таа вистина е дека граѓанската опција за Македонија се наметна во оваа изборна кампања. Нема анимозитет од граѓаните кон граѓанската опција за Македонија. Туку веќе си ја прифаќаат како блиска. Точно е дека сме млади, дека постоиме кратко време, но има ли веќе денеска граѓанин на Република Македонија? Има ли катче во Македонија кој не знае за граѓанската опција за Македонија? За коалицијата Гром, за тоа кој е лидер на граѓанската опција за Македонија? Има ли граѓанин кој што не знае кој е господинот Зоран Поповски? Ете, тоа се придобивките од оваа изборна кампања. Почитувани пријатели, почитувани коалициони партнери, би сакал да ви се заблагодарам на сите за несебичната подршка која што ни ја дадовте во оваа изборна кампања. Јас, после 42 дена, очекував овде да видам уморни лица. Меѓутоа, јас вечерва гледам гром луѓе. Јас овде гледам луѓе желни за борба. Јас овде гледам луѓе желни за победа, за успеси, луѓе желни за промена во Република Македонија. Ви благодарам од срце од име на изборниот штаб, од името на коалицијата Гром, за вашиот несебичен ангажман, на сите членови и симпатизери на Гром, посебно на форумот на младите. Јас сум бил член и на 2 поранешни партии, никогаш вакви, добри, убави, вредни и одани млади луѓе не сме имале како сега што ги имаме во форумот на млади на Гром. Тоа е нашето најголемо богатство. Почитувани пријатели, се наметнавме кај граѓаните. Присутни сме веќе во секој дом во Република Македонија. Стартувавме од нула. Во првото полувреме дојдовме до 31.300.000 гласови официјално. Секако дека не сме им драги на двете големи политички партии ВМРО ДПМН и СДСМ. Направија многу за да се потрудат да не спречат. Некои употребуваа дули камења, употребуваа и спреови, кршеа и штабови, ни поништуваа гласачки ливчиња и дури 15.000. Ама ние не плачеме, сакаме да им кажеме дека сме посилни. Посилни сме за едно искуство. Посилни сме и похрабри сме. Ние продолжуваме. Ние продолжуваме до 27. Да ја довееме вашата доверба, да ја добиеме довербата на граѓаните, да се потрудиме Гром да обезбеди пратеничка група, да биде баланс на политичката сцена во Република Македонија. Секој во оваа изборна кампања си кажува своји приказни. Едните да ја освоиле власта за да не ослободеле, а тамо каде што владеат се однесуваат повеќе од тирани. А другите им требале 62 пратеника за да се спротиставеле, односно да се пресметале со Дуи, а пак на Дуи му треба 25 пратеника за да се пресметал со ВМРО ДПМН. Тие нека си ги кажуваат желбите,
но ние што седиме на овие, стоиме на овие говорници, имаме задача да ги разобличиме и да им кажеме: имавте 62 пратеника 2008. Не видовме дека се пресметавте вие, не ги извадивте ракавиците, се тепа вашите деца од ВМРО ДПМН и од ДУИ на кале. Тоа беше ќарото, тоа што имате 62 пратеника. Почитувани пријатели, Тома Николич и Вучич направија политичка кариера на паролата "Не дамо Косово", а денеска преговараат за Косово. Овие кај нас што бараат едните 62 пратеника, а другите 25, ги бараат за да имаат двотретинско мнозинство, а не за да се пресметуваат. Омразата ќе остане само кај вас. Двотретинско мнозинство им треба за да го сменат уставот, за да го променат името, за да го ја менјаат химната, за да го менуваат знамето, за да го менуваат грбот. Да знаете, тоа им се потребните двотретински мнозинства, а не за нивните пресметки како тоа што се обидуваат да ги измамат граѓаните на Република Македонија. Затоа, почитувани пријатели, им се свигало или не, ќе го имаат и Гром, ќе имаат и граѓанската опција за Македонија. Како велат? Му било судено на јарецот да си ги носи роговите. Па и нив им е судено да не имаат и нас како политичка партија. Ако работеа подобро и се однесуваа посовесно, веројатно можеби немаше да има потреба од граѓанската опција за Македонија. Затоа ние се појавивме на политичката сцена, за да бидеме поразлични од нив, за да им кажеме дека нема да се надпреваруваме во плукање во далечина, дека нема национализмот да го користиме за да собираме политички поени, нема да ги лажеме граѓаните, дека нема да ги заплашуваме нашите граѓани, дека нема да собираме гласови за да владееме, туку за да бидеме, за да им служиме на граѓаните. Тоа е нашата цел. Да ги решаваме проблемите на граѓаните. Не бараме власт за да владееме и да ги заплашуваме граѓаните, туку да се ставиме на нивна услуга и да им служиме и на македонците, и на албанците, и на турците, и на власите, и на ромите, и на србите, и на бошњаците, и на македонците муслимани, и на црногорците, и хрватите, и сите оние граѓани што живеат во Република Македонија. Нема да одиме и да разговараме како и нив, да собираме поени на разлики, туку на единство. На Македонија ни треба единство околу најголемиот проблем, сиромаштијата и невработеноста. Не ни треба делби, не ни треба омраза, не ни треба пресметки. Сите солзи се исти, безбојни, на секоја мајка, без разлика на која вера и која нација и припага. Секоја болка е иста. И затоа, почитувани пријатели, да се обединуваме околу доброто. Имаме право, како граѓани, да им кажеме и на едната и на другата партија, дека немаме три животи. Едниот да ни го потрошат левите, а другиот десните, за да можеме да ги преживееме нивните промашувања, а третиот да ни биде резервен. Еден живот имаме и тој ни е драг и мил и ние сакаме во овој живот да размислуваме за иднината на нашите деца. И не им го даваме да ни го трошат безочно. Колку и да сме како граѓанска опција на Македонија, сакаме да им кажеме дека нашиот пат, нашата битка не застанува на 27. Ние ќе продолжиме да се бориме за вистината. Ние ќе продолжиме да бидеме трибуни на граѓаните, да се бориме за нивните права. Зашто граѓаните на Република Македонија имаат право да живеат подобро. Зашто граѓаните на Република Македонија имаат право администрацијата која плаќаат да биде нивни вистински сервиси, имаат право на добри услуги. Зашто граѓаните на Република Македонија имаат право да имаат повеќе пари, предпријатијата да имаат повеќе пари. Зашто граѓаните имаат право да и кажат на владата дека троши безочно. Од толку многу има пари, па почна повеќе да троши на мртвите отколку на живите. Зашто граѓаните на Република Македонија имаат право да знаат дека во оваа земја
Треба да работат младите луѓе, треба да работат граѓаните, а не да слушаме колку владата се утепувала од работа. Зашто граѓаните на Република Македонија имаат право да се надеваат на нови работни места во стопанството. Не сакаме граѓаните на Република Македонија да бидат ничии поданици. Не сакаме граѓаните на Република Македонија некој да ги прави да му јадат од рака, зашто им давал субвенции, зашто им давал социјална помош, зашто им давал нега од друго лице, затоа што само он можел да ги вработи во администрацијата. Не сакаме ние, нашите граѓани, да бидат ничии подавници, туку напротив, тие да бидат слободни граѓани, да медиумите во Република Македонија бидат слободни, затоа што највисоко цивилизацијско достигнување да има слобода на говорот, слобода на мислата, слобода на изразувањето, слобода на политичкото убедување и слобода на избор. Ние од Гром излеговме пред вас за да вие имате поголем избор. Тој вистински избор е бројот 8. На 27 ве повикувам вие заедно со уште многу другари, роднини, пријатели да дадете подршка на коалицијата Гром, да Гром има пратеничка група, да ги браниме вашите интереси, да застанеме меѓу завојуваните страни во Република Македонија, да се трудиме да обединиме Република Македонија. До оваа изборна кампања, познат и афирмиран во јавноста бев само јас. Сега веќе сме многу повеќе. Познат и афирмиран во јавноста е и господинот Зоран Поповски. Има ли некој што не кажал добар збор за господинот Зоран Поповски? Познат и афирмиран во јавноста е веќе и професор доктор Чедо Саздовски, и нашиот секретар Виктор Цветковски, и магистар Штерио Николов, и господинот Панчо Минов, познати господинот Љупчо Настовски и магистар Горан Анчевски. Тоа се луѓето кои се вложија себе си заедно со своите тимови за да на оваа изборна кампања достоинствено ги презентираат граѓаните граѓанската опција за Македонија. Јас сум убеден, почитувани пријатели, дека вака, со ваков ентузијазам и со ваква желба за натамошна наша соработка ќе дојдете во недела после 21 часот на аголот на Рузвелтова и Теодосија Гологанов, и нека ечи и нека се пее, не може нам нико ништа. Да сте ми живи и здрави! Дали сте храбри? Јас храброста ја црпам од вашата енергија. Сонцето на утро се раѓа, замисли желба една звезда паѓа, од ронко искра надеж се буди, по-добро утре животот минува. Дојди на старто, ние имаме цел, избори се биди смел, за нашата земја да се бориме. Од старто ние имаме цел, биди храбар и смел, уште една